Благодарам председателе, председавач, колеги пратеници, почитуван министер. Добро е јавноста да знае дека оваа комисија беше закажана за во 10 часот изутрина и дека немавме представник од владата на Република Македонија, односно не бевте ни вие како министер присутен, а не беше ниту заменикот ваш присутен. И врз основа на реакциите на опозицијата и благодарение на колегата Костовски, кој што претпоставува ви контактира дека нема смисла, вие одлучивте после 2 часа да дојдете во представничкиот дом, односно во Собранието на Република Македонија. Сакам да знаете дека како пратеник од опозицијата предложив заклучок на оваа комисија дека ова се нови времења, почнуваме, дај Боже, побрзо преговори со Европската Унија, државата е членка на НАТО и дека е редно да воспоставиме нови политички практики. Предложив да сите пратеници од веќе власт и опозиција се договориме да уште од прво читање бараме представник од владата, односно политичко лице кое што е избрано, именувано, кое што може да доноси политички одлуки. Вашите колеги од СДСМ, БЕСА и ДУИ тоа го одбија. Едноставно да се биде пратеник само за стискање на црвено и зелено копче, мислам дека не е во ред и препоставувам дека во рамки на вашата политичка партија ќе поразговарате. Да, овој мој предлог, кој што повторно ќе го ставам на гласање, ако не бидете присутни овдека или ви или заменикот, го усвоите со цел да и власта и опозицијата бидеме заедно и во ова пратеничко место го подигнеме на повисоко ниво кое што го заслужува, бидејќи сепак за разлика од вас, ние бевме на листите, ние разговаравме со граѓаните и ние бевме определени ветувања према граѓаните, вашите беа само од телевизија и не бевте на гласачко листче. Држете се. Да, процедурално, председател, имам забелешка и до вас. Преходниот дискутант кој што се јави, господинот Панчо Минов, ми се јави дека од позиција на председател на комисија за мандатно-имунитетни прашања. Мислам дека како председавач на оваа комисија требаше да го подсетите дека тој во оваа комисија е само член и дека тоа што е председател на определена друга комисија, што е мандатно-имунитетна комисија, нема никаква врска со дискусиите на оваа комисија, дотолку повеќе што колегата Панчо Минов не е ниту член на оваа комисија, туку е заменик член на оваа комисија. Тоа е првата забелешка до вас како председавач на оваа комисија. Втората забелешка до вас е дека кога онака надмено колегата Панчо Минов стане и ни каже дека ако сакаме да се јавиме деловнички, треба да зборуваме од кој член од деловникот сме задоволни, јас не слушнав во неговата така поприлично екстензивна дискусија да ни каже по кој член тој се јави да зборува овдека, да ни каже дека треба да го смениме деловникот. Во ниту една демократија во светот, ама буквално во ниту една демократија во светот, власта не е таа која што кажува како треба да изгледа деловникот и никаде во светот не постои да власта е она која што сака да им скрати определени обраќања на пратениците од опозицијата. И тука реагирам на вас како председавач, требаше да го поминете и да му кажете дека со тие флоскули не може да се тера политика, а истовремено да не обвинува дека ние тераме политика. Така да би сакал да заличиме конечно на собрание, каде што секоја индивидуа овдека ќе има свој придонес, каде што ќе разговараме со аргументи, а не паушално, кога нема еден да зборува за повеќе теми, ќе се зборува за една конкретна тема која што ќе си ја држи, бидејќи така ќе имаат поголема дојба и граѓаните кои што не гласаат и јавноста која што го цени нашето работење. Не одземам многу од времето, значи тие се две процедурални забелешки кон вас и кон министерот. Уште наше планирам министре, во рамки на вашата политичка партија, гледам партиите не може да одлучуваат самостојно овдека, кажете им дека во интерес на транспарентноста, ЕУ, НАТО не може во Собранискиот дом да нема политички представник, независно каков е законот, дали е според вас важен или не важен. За нас е важен. Благодарам. Благодарам, колега. Повелете.